Јас ништо не зедов. Немој да лажеш. Се колнам, господине Керим, ништо не допрев, на вистина. Што бараше во мојата соба? Очигледно е дека оваа девојка ќе настрада од бесот на господја Селда. Оф, барем тој млад човек што работи со господинот Керим да не беше таму. Бога ми, од страв ми се тресат и рацете и нозете. Ништо не можам да работам, таа жена може во секој момент да дојде. Нека дојде, мамо. Јас сум мирна бидејќи ништо не украдов. Керко, жената не мрази, а ти отиде и даде можност за тоа. Мамо, немој да ме гледаш како да сум виновна. Јас не направив ништо погрешно. Имаме ли каде да одиме? Зошто не седеш мирна, Керко? Зошто влезе во собата на жената? Изгледа сакаш пак кај Джем да одиме. Недостасува ли нешто од собата? Имаше пари од здруженијето, а сега ги нема. Се јавивте ли во полиција? Ве молам да не ја мешате полицијата во ова. Но зете, Хамдан, реков дека нема да викаме полиција. Не сакам да се сомнева во луѓето пред да се разбере што се случило точно и што е навистина. Ај, Керим, ти мене не ми веруваш. Селда, те молам не се мешај во оваа работа. И никој друг да не се меша. Сега ќе одам и ќе зборувам со Несрин, во ред? Се разбравме? Селда, види, сега е вистинско време да ги избркаш овие од тука. Мислам дека веќе не треба да го нервирате татко ми. Никој не сака да го нервира татко ти, но тој не може исправно да одлучи за ова. Ке затвори очи и пред оваа кражба затоа што чувствува дол кон Хикмет.